го правиме доправа и голем и достоинствен. Драги сограѓани, Гоце го има во химната. За кого би протестирале, ако не за Делчев? Делчев е црвената линија на нашето достоинство и идентитет. И затоа сме денес овде. Затоа што Делчев е Македонија и столбот на нашето постоење како народ. И сакам јасно да реагирам на една теза на власта. Неоправдано лепење на етикета врсите нас, врсите вас што сте овде, но и оние кои што оваа вечер не можеа да бидат со нас. А тоа е дека патриотизмот значи некаква демоде политика и заостанатост во минатото. Дека тоа било популизам и некаква анти-ЕУ позиција. Дека откажувањето од Делчев, според власта, е една од 100 работи која мораме да ја проголтаме за некаква подобра иднина. Веднаш ќе кажам дека не е така. Македонизмот и она што сме не е ништо помалку важно од европеизмот. Македонизмот е над и пред се. Европската унија, кон која еве веќе 4 години оваа мафија не држи се подалеку, е токму тоа за кое што денеска ние викаме но големо уа мафио. Ние сме овде собрани за почитување на различноста, солидарноста и взаимното разбирање. И да, денес сме тука и за Европската унија и за Гоце Делчев. Драги почитувани сограѓани, браќа и сестри, нашите историчари кои разговараат, мораат да знаат дека имаат нашата поддршка, поддршката од народот, кога веќе ја немаат таа од власта. Затоа еден громогласен аплауз за нашите историчари кои што се борат за нашите македонски позиции. Народот е најважен, затоа што народот е државата, а не смееме да ја дозволиме на власта да станеме територија, а не држава. Протестираме затоа што Делчев е и европска вредност, затоа што неговата идеја за слобода и културно издигнување на еден народ е идеја врз која почива Европската унија, а нашата иднина е токму таму, во Европската унија. И јасно и гласно кажувам, СДСМ, ова СДСМ, предводено од Зоран Заев, не е за Европската унија. Затоа што тоа е се што е спротивно од она што представува европска вредност. Заев е против Европската унија затоа што таму нема обвинители кои што во спрега со врхушката на власт рекетираат 8 милиони евра. Затоа што таму нема да се случи банка да пропадне со 200 милиони евра пари на граѓаните, а истата таа банка ги злоупотребила тие пари финансирајќи бизниси на фамилијата на власт. Тие се против Европската унија, затоа што ја поскапе